i rođena, Makedonijo, zemlju skrpa i rođena. Pocrneli, pogrozdeli, 300 grama ljapsa jale i nevice zakuslane. 300 grama ljapsa jale i nevice zakuslane. Plaća drevnite dečica, dalike gi poznajajte i v kršti zavedete. Dalike gi poznajajte i v kršti zavedete. Makedonijo, zemljo sveta i rođena, Makedonijo, zemljo skrpa i rođena, tvojte sinove geroji, odvojno topole i dar. Tvojte sinove geroji, odvojno topole i dar. Сега ще ви почне представят нашите братя македонци от театър Скръп и утеха, Република Македония, град Скопие. Като режисьори са Чехомир Стояновски и Страшо Вагеловски. Несомнено, секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа, стоички, по патеката на етиката и изборот личен. Вие самите, о македонци, ќе изберете патеката по која ќе врвите понатаму низ мајката историја. Што всушност милувате да бидете? Тоа што сте биле или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, незнабожците? Поразен е оној кој заборавил да се бори, кој се бои од бојот, кој не умее да сонува за слободата и македонската светост. Што сакате да бидете слуги, склавени, славени, саштисани робови на украдената ви култура? Или пак да видите тоа што сум јас, татко ми мој, Никола Македонецот и сите вие во Божиот ред и поред? Несомнено, македонец не е само етнос и еднос, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовноста. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, ве молам, не подклекнувајте на искушенијата на духот, не сакатете се во срцето и умот, бидете чеда со лице и дух македонски. Македонијо, земјо скрпа и Мој камени телес да се стопит, но даждево завеки, самјат ново печале, да не чуем плач и ридание Твое. Драги Господино, кои се слушали дека сте луѓе правдолюбиви и горди на Божието дело и дека праведна рака имате, како оној што ве пратил да бидете негови пратеници на земјата, а јас самиот несовршен, кон тоа што е ваш душевен мир се стремам.
да ви се придружам дојдов. Знам да живеам во скудност. Знам да живеам и во изобилие. Научен сум на се и секако. И сит да бидам, и глад да трпам. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. А знаете ли вие, македонци, дека на почетокот на благовестието, кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме од вас, освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници, не само во Македонија и Ахаја, туку во целиот свет се пренесе славата за вербата ваша во Бога. Дај ми сила и трпение, мој Боже. Морам да го довтасам. Морам да стигнам до крајот на светот. Пиштат зурлите и татнат тапаните. Удираат опните, завиваат гајдите. Летај! Летај, духу мој! Ми треба агора. Скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја гушнам планината. Олимпу мој, Дионе свет граду оводо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ми го срцето. Отвори ми го срцето. Отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас? Александар, царот на гордите македонци. Кои сте вие? Херакловото стебло, орфеевите следбеници, на бока Македона чедата, децата негови избрани. Изгреј, изгрејле сонце. Твоите лачи се мелем за душава, ми недостасува сила, ке се напнам како тапанот и ке летам со силата Аристотелова, лав и орел и бореј в срцето. Морам да го довтасам, морам да стигнам до крајот на светот. Бог не чека пред последната битка со самите себе си. Угари со сомнежот се множат. Дали сме достојни? Дали сме достојни? Дали сме достојни? Да ја допреме светоста, фаланго моја, хоплити, пешадери, хетерои, учители, силени, македонци мои. Зафаќаат зурлите, гајдите, тапаните, ме понесуваат честувањата. Летај, летај, духу мој, на крилјата на светите македонски пејани. Аполоне, устрем ни дарувај. Орото се веде од крвта, Карпеја, тешкото, лека, полека, со сила и страст. Ми треба агора, душата на Пирин планина, да ми ја лекува македонската душа. Ве сакам да сте благословени, македонци. Се колнам во името на Бога, верата и честа, дека од денес па до судниот ден ќе се борам со сите сили за слободата на Македонија и Одринско, дека ќе се подчинувам на заповедта на моите началници и нема да ги предадам волно или неволно работите што ќе ми бидат доверени. Ако не се подчинувам на волјата на моите началници и ги предадам работите волно или неволно, да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Со нас е само Бог и нашата правда. Браќа, Македонија се уште не е подготвена да влезе во отворен судир со Отоманската империја. Бројот на пушките, муницијата, не е доволен да се спротистави против моќната машинерија на Отоманската империја. Затоа предлагам
на султанот и на европските канцеларии да им дадеме едно последно предупредување. Ако се сеќавате, динамитот поставен на железничкиот мост кај Аргиста предизвика убава возбуда во Стамбул и во европейските канцеларии. Значи, гемиджиите, ако се подготвени, сосема да тргнат во акција. Јордан Попјорданов, Орцето, Кирков, Мечев, Коштанов. Значи, што европејците, тие се грижат само за своите интереси, се плашчат кутрите, се разбира, ако тоа не се поклопува со нивните специјални интереси, тогаш дури и помагаат. Само да ме подсетам, европејците ги сметаа грчките бандити и разбойници за бунтовници. Се дури не беа загрозени нивните специјални интереси во грчкото и во Егејското, во Јонското море. И знаете што направија милордите? И дадоа на Грција статус на нација во војна, за да можат неја да ја држат одговорна за штетите што ќе настанат на англиските бродови. Значи, делото на гемиджиите не е беззначајна работа. Ако го свртиш вниманието и на најбеззначајните нешта, тогаш тие стануваат воште значајни. И да прашувам, не ли сме ние прекалено надејани, оти се надеваме само на своја помош? А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија нивните кнезови, кралеви, министри, а се демнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Секој гледа да го надитри другиот. Што мислите, ако тргне наваму бугарската војска, па ќе тргне и грчката, ќе тргне и српската, ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Ви уверувам, кој работи, кој мисли да ја присоедини Македонија кон Бугарија, тој може за себе да каже дека е добар бугарин, но не и добар македонец. Кој мисли да ја присоедини кон Србија, за себе може да каже дека е добар србин, но не и добар македонец. Така е разбирам јас. Македонската борба, македонската кауза, слобода! Слобода за сите македонци. Спрашувам, до кога? До кога делби? Кога централисти, врховисти, Ванчо Михајловисти, до кога ќе не делат? Зарем остана уште за делење? Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги гревовите наши, како што им проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Богородице Дево, радувај се, благодетна Марие, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените, зашто си го родила Спасителот на нашите души. Ангеле свети, ти ја просветуваш мојата несреќна душа, ти се молам, не отстапувај од мене поради мојата невоздржаност. Не дозволувај му на моето грешно тело и на мојата душа да скршнува од твојот пат. Светол Господи. Ти благодариме, Господи, што сме денеска овде во Лески, што ја газиме светова македонска земја, што го дишиме светиот воздух, што ги пееме песните, што не облива света светлина, што ја пиеме светата војца. Ти благодариме, Господи, што ни го исполни срцето и душата, ни ги исполни со љубов. Што научи да простуваме, да им простиме на сите оние кои не повредувале, не признавале, не негирале, заборавајќи дека
да си македонец е Божја волја. Ти благодариме, Господи, што сме сега и овде, што ги пееме песните, што пиеме пиринско винце и лута ракија, што гледаме театар, што го славиме Свети Ѓоргија, што веруваме во Бога и им простуваме на сите оние што не се како нас. И затоа роди се светлина, роди се љубов, роди се душа, роди се Македонија и благослови светлина, благослови љубов, благослови душа, благослови светлина, благослови го овој народ во Ново Лески и нека биде светлина и љубов за сите, плодородие, мир во душите, простување, братство, сомилост, заедништво, духовна сила и спокојни дни во земно време, и религија на дарување, песни и ора, леб и вино и славење на Бога, и Божјото царство нека ни царува во душите, и Божјото царство нека царува во сите души се присутно и се присутната љубов. Ти благодариме, Господи, што сме македонци, што сме светлина и љубов, што сме денеска во Ново Лески, што го славиме Свети Ѓоргија, што простуваме, што пиеме прекрасно македонско вино и лута ракија и што ги пееме песните. И затоа ти благодариме, Господи, и благослови во овој народ, да сте живи и здрави, да имате век. Да сте живи и здрави, да имате век. Да сте живи и здрави, да имате век. Македонија. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, дојдовме со брата ми Наума да даруваме надеж пред големите искушенија кои ја очекуваат македонската земја. Еве ме, јас сум тука овде пред вас и ќе бидам со вас до крајот на веков и светот. И светлина ќе се разлее во справедниците и божествен дар, азбука за македонскиот напатен народ. Ги преведовме византиско црковните книги на македонскиот народен јазик. Ги поделивме меѓу нашите браќа, поделени во 4 славини, и тргнавме со словата на Бога, со Сава, Гораст, Ангелари и брат Минаум. Македонци мои, немојте да се плашите од насилниците кои ви го убиваат телото, затоа што не може да ви ја убијат душата, затоа што душите на ангелите се со вас. А вие одродени, зашто го мразите и го пизбите македонскиот народ, народот кој ве прослави, кој ве ослави, кој ви даде светлина во очите. Споделувам со вас овие свети думи, за да го изберете патот на правината, на љубовта или патот на омразата. И повторувам, Македонија нема да можете да ја сничосате. Таа е сега тука и овде. И ќе остане така за секогаш, за веки и векови. Амин. А вие таму, одродени, клекнете на колена и побарајте прошка од македонскиот народ и спасете се. Тука си, брате Клименте. А каде би бил, брате Наум? Поземно или во Божјо време? Време, векови кои водинаат и не носат таму упреку долијата. Ајде да водиме. Истиот си не си се променил. Бесмртен дух, верба во Бога, македонизам. Се обидувам да тихувам, да не се срдам. Господ напред, ние по него. Ајде со Господ во срцето. Ќе ги видели
Не знам, брате Наум. се имаат. Изгубено и заборавено. Читаш мислите, ја сакам македонскава земја. Господова волја. Мислиш дека можат да ја... Променат судбината. Она што е зададено од Бога. Го сакам македонскиот народ. Љубовта кон својот народ. Не е ли образа кон другиот? Добро, ајде да се помолиме за повеќе љубов. Ајде со Господ во срцето. Кој сум јас да го тревожам Бога? Глаголица, Глаголица, кирилица, кирилица, Орфееви слова, Орфееви слова, цртички, цртички, грецки, глаголи, аз, буки, беби, земја, рци, јад, Македонија. Јас, раб Божји, срцем и духом и душом својом му лепсую. И велми ќе тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под доблаци што плива. Ќе застанам јас во чистото поле, со облаците ќе се облечам, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се обгрнам со острите звезди да ме вардат од секакво зло и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, сал со Бога Господа ќе си останам македонец и во век и векови. Амин, Мајко Божја. Господе, дарителу на животот и светлината, мајчице, земјице, вишно небенце, света и лекоита војце, сонце златново и атерот, светата Божја љубов. По секого од нас, по секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци и ангели. Ајде да ги разбудиме ангелите. Ајде да останеме Божјата волја, македонци и ангели. Еве ја таа проста земја, одволичен камен и сонце, децата уште незадоени, каде што откопуваат коски, лобањи, черепи по градините и каде летото како судбина трае до последниот востанат. Еве ја таа проста земја, од пајажини, од води, мудро, каде што слободата ги запишува селските имиња место икони по црквите. Еве ја таа проста земја, што ги научи и звездите да шепотат на македонски, а никој не сака да ја знае. Зошто? Зашто? За какво? Почему? Пентрче? Псе? Неден? Pourquoi? Перке? Варум? Why? Почему, браќа? Затоа што е постара и од ножот и од гороцветот. Тоа е се. Позволете ми од ваше име и од мое име да благодарим на актьорите од театар Скръпи и утеха за добра издателска постановка. Живи и здрави да са и друг път да дойдат тук да нанесем. Празникът на Свети Георгий е победоносец. Искам да ви кажа само няколко приказки за един друг победоносец, който победи също един такъв император, какъвто беше Диоклетиан, титанът на македонското революционно движение,
Гоце Делчев. Не дочака горкият именният си ден. Коварният куршум го настигна там, край село Баница. От Копривлен имахме един възрастен човек, който за това село Баница знае от стари времена една песен, дето не сме я слушали никъде. За Гоце Делчев има изписано толкова много литература, академични трактати, симпозиуми, какво ли не. Аз искам само да ви кажа две приказки на валията на Скопие, какво е казал той за него. На градоначалникът на Скопие, Дервиш Ефенди, той се изправил насред чаршия и казал: кажете ми, бе, люде, кажете ми где е той юнак Делчев, аз сакам да го видя, тема не му правя. Селам му чинам, сакам да го видя и да му се поклоням до земи. От цар до говедар ние сите се изморихме да го бараме и да го фатиме. Не можахме. А този канатлъж и там, този фаркат дявол се не уморява. И той като всички нас е роден от майка. И за неговата майка до сега не съм слушал песна. Ма, стара божицата, древната божица Ма, майка Македония, майка Богородица, майка Тереза, майка Султана, майка Царица. За тая песен, за нейната майка го поканвам поетът и музикантът Любен Радойков да ни изпее песната за майката на Гоце Делчев Султана. И благодарим. И аз искам от мое име да изкажа моята най-дълбока признателност на нашите гости. Би ги нарекал братите македонци, които изпълняват една много важна мисия. Без духовен живот, без културни прояви, всички ние ще се повърнем в една необуздана тълпа. Султано, майко Султано, ти, що Госе си родила и най-първа рожба на Македония дарила. Колко, майко, ти си го люляла, хайдушки песни колко си го пяла, та две майки твоя син да има, рождена майка и родина. 1902 и 1903 година ти, майко, загуби твоите трима сина. Мицо, Гоце и Милан направиха живота ти сълзи облян. Но ти, майко, пак не се предаде и на тирана нищо не издаде. Живя с горчивата си скръб, за това на Македония майка те зоват. Другото ми стихотворение за Гоце Делчев. Воеводо, Гоце, воеводо, ти, що клетва не забрави, та последна стъпка в Баница направи. Проля кръвта си млада наведнъж, тъй живя и тъй загина като силен мъж.